А следната тема која што ќе отвориме во студиото на Македонија наутро е спортот. Всушност го најавуваме турнирот во мал фудбал Сокол Јуниор Куп 2022 турнир за деца. По тој повод мој гостин во студиото на Македонија наутро е Димитар Бадев, дипломиран професор по физичко образование, но морам да истакнам дека и поранешен ракометар на Вартар. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и најпрво да се заблагодарам на поканата за учеството во вашата емисија, една од најгледаните како утринска програма. И да, горд ракометар, бивши играч на Вардар, кој што е наша државна гордост со 2 европски титули. И благодарам на сите гледачи, се надам дека ќе имаме успешна и убава конверзација и промоција на турнирот. Кога имате спортист со кого разговарате за спортот, тогаш имате полн погодок, особено што вие и покрај тоа што велиме сте поранешен ракометар, спортот повторно е дел од вашиот живот, па како дел од таа спортска активност е и организирањето на турнирот во мал фудбал Сокол Јуниор Куп 2022. Овој турнир се однесува за деца од 8 до 10 години, од 11 до 13 години. Така е, турнирот го поделивме во 2 категории. Дечиња од 8 до 10, една група, и дечиња од 11 до 13 години, втората група. Ќе играат надпревари паралелно. Ќе, здравје Боже, после отварањето денеска во 19 часот, ќе бидат Каде првите ќе биде три отварањето? Отварањето се случува на храмот на малиот фудбал во главниот град, на Сокол игралиштето. Велам храмот заради тоа што игралиштето е скоцкано по англиска верзија со трибини веднаш до самото игралиште. Има околу 1000-1500 простор за 1500 гледачи и правиме на вистина убава фешта во Карпош 1, во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош е локацијата. Така да за оние стари скопјани и што знаат точно, позади Центар за странски јазици. Так, најубаво објаснување на локацијата каде што ќе се отвори овој турнир, почеток 19 часот. Од кога се одржува овој турнир? Детскиот турнир се одржува од 2013 година. Направивме една анализа од сениорскиот турнир кој што пак трае 18 години, оваа година ќе биде 19-тиот. Направивме анализа дека сепак во децата е иднината и децата некако беа позаинтересирани кога ќе почне сениорскиот турнир од сите останати. И свативме дека можеби е паметно да направиме и детски турнир, аналогно на сениорскиот турнир, кој што ќе биде еден пандан на сениорите. Веруете дека децата играат со многу поголем џагор, со многу поголема страст и со многу интересен, прифатлив професионализам кога ќе излезат да настапат на игралиштето, кога се надпреваруваат. Едноставно шират таква енергија да ти е кејф да гледаш како се обидуваат да ги презентираат своите фудбалски способности и мајстории. И чисти се, искрени се. Кај децата нема лага. Кај возрастните дури ќе се деси и намерен фаул за нешто, кај децата не. Да. Вообичаено се вели кога ќе започнете една работа, колку и да сте резервирани или да се плашите, некако како ќе тргне работата, сами си се местат работите, па затоа и вие кажавте од сениори, па отидовте во јуниори, се посветивте и на децата и убава можност да се развива оваа приказна. Овие се дури пионери на кај кадети. Да. Нели, од 8 до 10 и од 11 до 13, но сакам да напоменам дека во нашиот град Скопје, кој што порано беше едно преубаво место за живење со многу зеленило, ете, современите теркови направија да биде преполн со бетонни, со нови зданија, со згради. Овие турнири, без разлика дали се фудбалски или било какви, во детска категорија, нам како држава во транзиција се уште ни се потребни, мораме да сватиме дека иднината е во спортот и во децата. Што повеќе природа, да ги тегнеме децата на страна на спортот, на меѓусебното надпреварување, наспроти технологија и сите овие моменти со мобилни, со лаптопи што се случуваат. Нема поубаво нешто кога дечињата ќе бидат 5-6 сати на игралиште и ќе бидат надвор од можност да ги користат сите тие работи кои што ги користат. Едноставно, спортскиот дух, зеленилото, природата, конекцијата со неа се нашата тенденција и нашата идеја да може да биде не само овој турнир, него воопшто и понатаму од градски да прерасне во државен, па здравје Боже, имаме капацитет да биде и во интернационален турнир, но
со него да промовираме и здраво тело, здрав дух, здрав начин на исхрана, да ги учиме децата од најмали нозе што значи да бидат професионалци и со нутриционизам. Овдека, за жал, се уште немаме таков тертип, немаме такви навики, децата од најмали нозе да ги учиме како нивното тело да биде врвно спремно, аналогно на напорите кои што им следат во професионалниот спорт. Да, ваквиот овој турнир е всушност одлична можност да ги научиме децата на вистинските вредности и да ги насочиме кон спортскиот дух и поблиску да бидат до природата. И она што мене ме интересира, колку репрезентативци имаат настапено на вашиот турнир, практично вашиот турнир им бил одскочна даска за да ја градат својата спортска кариера понатаму? Убаво прашање. Имаме многу анекдоти. Ќе ги споменам, Елиф Елмас во моментов како најголемат звезда, нели? Да. После заоѓањево на Пандев, нели, се повлече од репрезентација. Елиф Елмас има настапувано и во кајронот на неговите промоции. Оди на YouTube, има едно видео каде што се појавуваат видеа со тоа како он дава голови од Сокол турнир. Почетоците никогаш не се забораваат. Да, значи Елиф беше волшебен. Се сеќавам организацијски, седејки со бивши футсалци кои што ги имаме многу во организација, голема ни е клупата. Самото појавување на Елиф беше за нас, вау, ова дете одскокнува 2 класи од сите. Ова ќе биде нешто. Знаете, се гледа едноставно. Тоа дете зрачеше со таква љубов, таква пасија кон топката, прецизност, посветеност, врв. И уште тогаш Елиф доби награда за најталентиран млад играч и не сгрешивме, нормално, понатаму се испостави дека Елиф еве го предводник на нашата репрезентација и заедно со Стефан Ристовски, кој што е капитен во моментов. Стефан пак по случајност е роден и израснат во мојата зграда на Руѓер Бошковиќ 8 во Карпош 1 на приземје. Така да го имам буткано малече со количка како бебенце околу гаражите тука во Карпош 1. Стефан исто настапуваше, не им дозволуваа, беше многу интересно, играа во Вардар во работнички, тука низ клубовите во Скопје, не им дозволуваа да играат на турнир, ама пусто пасија, тренер им беше на повеќето од нив Јовче Джипунов, морам да го споменам, и Јовче исто така бегаше порано од фудбалски професионализам, настапуваше за сениорите на Сокол, така и овие. И Стефан Ристовски и брат му Милан Ристовски, кој што е напаѓач во македонската фудбалска репрезентација, и ќе ги споменам Дарко Велковски и Дарко Чурлинов. Значи, овие 5 играчи имаат настапувано на Сокол и не само на Сокол. Јас известно време работев во општина Карпош во одделението за спорт и ги организирав спортските лиги. Особено бев одговорен за фудбалската лига и за лигата во ракомет. Мора да напоменам дека генерацијски секој од овие играчи беше прогласуван за најдобар играч во тие лиги. Имавме една таква убава организација порано, каде што се знаеше дека во секој училиште има фудбалски тим. Овие деца беа лидери на фудбалските тимови. Беат звезди во самите училишта. И направив со помош на општина Карпош и одделението за спорт да самите директорки во школите на овие деца некако не им прогледуваат низ прсти, но им овозможуваат да бидат херои и звезди со тоа што им дозволуваат да настапуваат во овие лиги, плюс вон сите школски активности, нели наставно-научна програма која што треба да ја следат. Така да овие 5 играчи кои што ги споменав доаѓаат и од општина Карпош, од Скопје, значи деца карпошанчиња, скопјанчиња, со кои што ние се гордееме и деца кои што со посебна љубов се надпреваруваа во лигите баш на Сокол игралиштето на тој храм. Така. Сакам само извинете да искористам оваа можност веќе која ги споменувам. Македонија игра Лига на нации сега на почеток на јуни. Сакам да споменам дека како организација ќе направиме се токму овие 5, можеби и со нивниот селектор, да успееме некако да ги донесеме на финалето оваа година и да биде тоа вистински спектакл за сите дечиња во публиката, па и на теренот, да се поздрават и да може да им поделат автограми. Така. Проговоривме која е целта и пораката на еден ваков турнир на самиот почеток, вие кажавте, а особено што пак потврдуваме дека
Преку спортот се представува нашата држава, преку младите таленти кои што го градат својот спортски успех надвор од границите на нашата држава, пред се ја представуваат Македонија, а потоа се представуваат и себе си. Мораме да сватиме една работа. Еве сме средовечни веќе. На мои 42 години мораме да сватиме дека само спортот не представува и не рекламира на врвно ниво. Буквално, дали со ракомет, дали со кошарка, дали со фудбал, па и одбојкарите едно време. Индивидуалниот спорт. Ние имаме сега сребрен медал на Олимпијада. Имаме во теквондо, нели, последно. Да. Спортот е нешто што на вистина е најголем амбасадор. Сите амбасадори, нека не се навреди, никој не би сакал да споменам, меѓутоа, сите досегашни амбасадори од осамостојувањето понатаму не можат за малото прсте да им се фатат нити на репрезентативците во фудбал, во кошарка, во одбојка или па индивидуалните спортови. Едноставно, како држава треба да сватиме дека треба да се одвои посебен буџет за развој не само на индивидуалниот и колективниот, туку и воопшто на спортот од најмлади категории. Так. Правиме муабет за возраст од 8 години. Буквално можеме да инвестираме. Можеме да направиме. Има луѓе, има капацитет. Факултетот за физичка култура, ќе го споменам, створи толку убави кадри во претходниве 10-15 години, во сите сегменти, во многу спортови, има одличен менеджмент, во моментов работат врвни луѓе таму, со деканката Ленче, Боро, Андријана, и одбојка и кошарка. И сметам дека треба да им се даде шанса на тие луѓе многу повеќе својата енергија, желба за просперитет и за рекламирање на државата да насочат кон овие млади категории. Вие сте сега во Македонија со цел реализација, организирање на турнирот во мал фудбал, меѓутоа живеете надвор од земјава, некаде на границата помеѓу Швајцарија и Италија. И споменавте... Не лоцирав. Така, да. Точната локација, тоа ми беше целта. Браво. И покрај тоа што сте бивш ракометар на Вардар, и покрај тоа што сте дипломиран професор по физичко образование, вие сте професионален скај ранер по Алпите. Ајде сега малку да ни го доближите и овој спорт. Накратко, бидејќи немаме многу време. Искрено не сум се промовирал себе си, нити пак имам некои посебни резултати, но скајранерството е спорт кој што е налик на маратонството. Со тоа што маратонот се трча на асфалт, се трча на патишта, а скајранерството се трча по трейлс, по патеки, шумски и по природа. Скајранингот е еден преубав спорт кој што кај нас сум убеден дека полека се застапува. Почнуваш во котлина, трчаш 20, 30, 40, 50 км, па и 100 ултрамаратон, меѓутоа трчаш по планински патеки, трчаш по беспаќа, по планини, по селца. Ама дури и кога трчаш пак по Алпите, тогаш е... Мораш 2000 метри вертикала да поминеш нагоре и да се спуштиш во наредната долина. Една скајран трка е всушност волшебно доживување на целата природа. Така. Мислам дека здравје Боже во иднина можеме да организираме и тука скајран трки. Имаме еве некои почетоци со прв до врв, Крали Марко Трейлс во Маврово има одлични услови, на Шара врвни услови, меѓутоа тоа малце треба да се подготви исто така. Како и да е, ја рекламираме, на страна сме, ја рекламираме Македонија и нема поубаво нешто од тоа кога Швајцарија, Италија, Франција, Германија ќе видат таму знаменце македонско и ове што тука. Па ете испадна почесна случајност да сме таму и ете со гордост да ја представуваме Македонија на тие трки, каде што сме некаде на средина на табелата, во 18 плюс Ама категорија. и одлична можност пак вие што сте надвор од државата, искуствата од надвор да ги пренесете овде, па со сите оние можности кои што ги имаме и ресурсите со кои што располагаме да се унапредиме уште повеќе во спортот за да можеме да достигнеме завидно ниво. Да сме живи и здрави, имаме енергија, имаме желба. Ете, доаѓаме специјално за овој турнир сега со дечињава кој што ќе се отвори денеска и би сакал да ги поканам сите љубители на фудбалот денеска со почеток од 19 часот да дојдат на игралиштето Сокол. Убеден сум дека ќе биде преубаво. Имаме културно-уметничка програма. Одлично. На почетокот. Потоа спортски новинар Ристе Влахов ќе се обрати до присутните, ќе го најави градоначалникот. Морам да напоменам дека општина Карпош е од секогаш нашата општина, всушност општината каде што и се одвива турнирот,
стои без разлика кој е градоначелник, од секогаш стои Без разлика, позади овој турнир. институциите треба да ја дадат својата И има поддршка. разбирање Так. и огромна благодарност до општина Карпош. Дури ќе отидам до најситните структури. Ни се случува да после секој ден, нели игралиштето Семки Сончоглед, стандардна фудбалска Така. утакмица, знаеме како. Дури ќе отидам и до најситниот детал, голем поздрав до сите оние кои што го чистат игралиштето и луѓето кои што се задолжени за убавата животна средина околу игралиштето секојдневно. Еве сакам да и се заблагодарам на општина Карпош и на градоначалникот, а и нормално на Фудбалската федерација на Македонија, која што ете несебично го подпомага Сокол со судии и со останати нормално спонзорски активности. Ви посакувам успешно реализирање на ова издание Сокол Јуниор Куп 2022 и секако да се надеваме дека во наредните години ќе се проширите малку повеќе, па нема да се задржите на територијата на главниот град, туку ќе имате можност да реализирате вакви турнири и низ целата држава. Но за тоа во некој наредно ваше гостување секако. Така, тенденцијата е да Сокол прерасне во Така. државен, па интернационален турнир. Убеден сум дека дечињата професионалниот пристап од организацијата ќе ја прифатат на високо ниво и секако ќе отидеме многу повисоко со скалилата на организација и убеден сум дека ќе успееме во тоа затоа што стоиме како искусни професионалци и во организација и во спортот, знаеме што треба, знаеме како треба, со помош од институциите Секако. нема да има никаков проблем да реализира. се организира и да се реализира сето тоа. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам. Многу е пријатно да се биде ваш гостин. Убава атмосфера во студиото. И беше задоволство, секако. Исто така и поздрав и до луѓето и екипата позади камерите. Одлично. Ви благодарам многу за вашето гостување. Тоа беше Димитар Бадев и го најавивме турнирот во мал фудбал.